Следи разговор со Стефан Пецевски, црн појас во бразилско џиу-џицу и тренер во клубот за боречки вештини The Strongest. За себе вели дека е фокусиран на две работи: предавање часови по физичко наутро и спремање на борци на вечер. Нешто налик Джоел Егертон во филмот Warrior, каде професорот по хемија учествува во борби во кафес. Дури физички си личате еден на друг. Уживете во разговорот. Ке си го продолжиме разговорот, што го почнавме затоа што мислам дека веќе стигнавме до негде, али чисто да дајме да дајме контекст малце. Ти си црн појас во бразилска џиу-џица, тренер во клубот за боречки спортови The Strongest. Да, и 2 години. си имаш надпреварувано, да кажеме, веќе подолго време, имаш 4-0 скор во аматерски борби и 5-0 во про. Да. Што некој резиме, да кажеме, да, земеме, што некој резиме сосема доволно, нели, за да можеме да разговараме на темата боречки спортови денеска. Да, и мислам дека е добра подлога за да се бавиш со оваа работа. Сепак ти треба одреден ден број на борби во овој спорт за да се бавиш сериозно. Знаеш, одредена минутажа во кафе си во мили да ги изодиш. Како имав малце поинаква идеја како да го почнеме ова, ама мислам дека веќе толку влегавме во муабетот и да дајме малце контекст, можеш да ми кажеш кои беа твоите почетоци во боречките вештини? Како започна и што е она што мислиш дека те навлече во тој правец? Овага, во боречки вештини ја почнав негде на 14 години. А претходно цел живот сум во спорт во кошарка. Значи, второ деление, прв контакт со спорт ми е кошарка, се дока негде 8 деление. Видов дека нема каде од тоа, знаеш, екипен спорт, врски и прекинав. Колку што можеш до 8 деление? Да. И после, не знам, еден другар ми предложи ајкидо, ајде, ќе се запишеме Ајкидо? На ајкидо, да. Добро. На тука негде, 14. И тој ми беше првиот контакт со боречки, што ми беше доволно за да влезам понатаму во... Тоа било некој клуб негде во Скопје? Да, клуб за ајкидо. И не ја препорачувам таа вештина да се вежба одма у старт. Аз сум го зборал многу пати до сега. Зашо, ако можеш да ми кажеш? Прво, Што е толку погрешно во ајкидото денеска, да кажеме? практично да нема ништо погрешно, ние ќе го гледаме денеска како дел од ММА и борбите. Со појавата на UFC 1 и ММА како спорт, каде што влегоа сите вештини внатре, видовме кои вештини функционираат, кои не. Значи тоа ти е она практичен пример зашто нешто треба да вежбаш или не. Сега пошто сум го вежбал тоа, знам како е. Сега, кога ќе влезеш ти од прв тренинг дете, тебе све ти е интересно, све ти изгледа ефективно, супер. И викаш тоа е тоа, не? Ама со тек на време сваѓаш. Да, ти изгледа интересно, ама не ја гледаш корисноста од тоа во прво време, пошто си уште нов, нели? Да, се што ќе влезеш нов, не знаеш што е. И све ти е окей. Сега, кои се проблемите у таа вештина? Прво, не се работи никогаш со отпор. Као главен метод за напредок у било кој боречки спорт е отпор. Значи мора ти да работиш со жив противник што ти дава отпор. Сега колку отпор ти дава, тоа се мери и не мора да е секогаш максимален отпор. Таму нема отпор. Значи таму е буквално кореографија. Нападни ме ти со десна рака, ја ќе ти ја фатам рака да ќе свиткам вака и нема ефект. Добро, тоа е позната критика, да кажеме, спрема ајкидото, ама нели има некој правец што се разви после тоа реал ајкидо уствари се вика, кај што нели? Исто е, ја го вежбав конкретно тоа реално ајкидо, као е по-реално, ама методите се исти. Значи отпор нема, спаринг нема, се е базирано на кореографија. И што за мене дури е штетно, зашто доста техники се изучуваат као одбрана од нож, одбрана од палки, и сега ти дете се запишува и го учи некој таму одбрана од нож, као фати ја рака и свиткај го. И он не знаејќи стекнува самодоверба некоја лажна и удре му вадат нож негде и проблем. И сваќа дека техниката ствари не Не функционира. сваќа, он кој ќе свати у моментот веќе Многу касно. многу касно, не. Добро.
ти свати многу рано за среќа и го смени правецот и продолжи кон што. Едина добра работа од тоа ми било што како врата за да влезам во боречкиве спортови понака, во реалниве боречки спортови. Преку кој спорт ти влезе во боречкиве спортови, да кажеме, што налета прво, дали беше бразилска џиу-џица, дали беше кикбокс, дали беше бокс? Сега, кога прекинав со аикидо, ја паралелно цело време гледав борби ММА и UFC и сегаш ми привлекувале, немаме ние термин за тоа, ама овие борачкиве, фаќачкиве спортови. Значи не ударачки од типот кикбокс, бокс, туку фаќачки вештини од борење, џудо, џиу-џицу. И гледам дека во тоа време доста во UFC, ММА како спорт се користи BJJ како вештина, како техники. Само да спомнеме дека во тоа време збориме Чува негде 2012. 2012 тоа беше UFC не беше тоа што е денеска, не беше ни почнато, мислам дека со тој залет имаше некоја популарност, ама многу беше ниш. Значи, ептен човек треба да се бави со тоа, нели, за да почне да гледа или да следи. Знаеш, не беше толку достапно беше за сите, ама не беше толку познато зашто го немаше тој треш толк тогаш толку. Знаеш? Шоу не беше шоу, гаѓање, точно, знаеш, да. и генерално луѓето тоа ги привлекува. И затоа денес е многу популарно. И они го видат, тоа и сега е као нормален дел од спортот. Добро, и почна со тие спортови од секоја што те привлекувале, да кажеме кога имаш контакт, видов држење. дека BJJ се користи како дел од тој спорт и викам ова мора да е пореално нешто по и видов после што е BJJ како спорт, гледав некој финале таму светско Родолфо со Бушеша. И викам ова тоа е тоа, не. Ми се свијаш и друга работа што ме привлече многу е тоа што за разлика од ова друго што е као само вештина, ти вежбаш само, ова е спорт, има надпревари. Тоа беше главното што ме привлече. Надпревари, спремање за надпревари и борби. Јас за тоа влегов. Знаеш, луѓе влагаат од разни причини ова, не знам, за да ослабе некој, за самодоверба, самоодбрана, ја за надпревари. Ова е интересно што го спомнав, значи да многу луѓе влегуваат како да практикуваат некој метод на кардио вежбање преку BJJ и она што го гледаат на пример тие тесни маечки кога ќе се нели жива вода кога ќе направи па ќе се залепи целата на него и го продава како кардио тренинг, како некој метод за практикување на кардио вежби и за слабење, што не знам баш колку е практично и колку е во реалноста тоа така. Значи тие луѓе се нели употребуваат техники еден против друг и вложуваат сила и вложуваат напор. Има потење точно, ама дали е тоа кардио? Кој ќе влезеш на еден тренинг, ајде да речеме, правиш 30 минути спаринг, ти не може да не се умориш, целото тело ти работи. Се вадиш од позиции што се многу тешки и со тек на време ти што повеќе техника имаш, помалку сила користиш. Ама ефектите се тие. И се ако имаш, не знам, виша килограм или не може да не ослабиш. Многу луѓе што вежбале кај нас ослабеле. Сакаш да кажеш дека самиот спорт те обликува после некој време. Со тек на време и може и да наликуваш на тој спорт. Почне од уши, па не знам, криви прсти, тело. Може да видам дека уши тебе ти се. Ја прва да го гледам на телевизија сум го гледал ова, ама во живо го немам видено. Значи како кој овој процес уствари на што се случува со ушиве? Па ја бев еден од првите кај нас што доби вакви повреди. И чека, ова е повреда или е ова намерно нешто што го правиш за да се заштитиш од повреда? Не е намерно. Ова е повреда. Имаше периоди кога се борев ММА, паралелно тренирав борење, слободен стил, во Лирија. Сега секој контакт со главата на тело на противник, кај што се тријат ушите или кога те фаќаат за глава, да речеме, не знам, гилотина и ти треба да се излечеш, имаш многу триење на ушите. И сега пукаат капилари, тоа се пуни со крв, боли и со тек на време се деформира овото. Сега ти можеш да го спасиш, не знам, да не тренираш, да излекуваш крв, ама ја тогаш морав да се борам и не успеав да ги спасам. Буквално као ми се пуни со крв, другиот ден го крвта вадам, другиот ден тренирам и од почеток се. И сега ми кажеш дека ова не се третира на некој начин, се не можеш да нешто направиш. Не знам сега, вајде, ако го исечат на пластична, не знам. Со слухот немаш
проблеми, слушаш? Кажи. Па видиш. Пошто се затвора ушето, гледам дека ти е затворено ушето. Среќа кај мене не се затворени скрос, имам другари што и внатре им се направија. Тоа е веќе проблем. Или слушалки, не знам, сега ќе ставиш. Да, бе, стварно. Сега не знам, слушам, ама Тоа што имам сакаш. читано дека тие што се као канали овде од надвор, се као така направени за звучни бранови, правилно да влагаат внатре, ама Да. не сум доктор, не. Не, да, мислам дека се разбираме, што е доволен доказ дека слушаш. Зборов ми беше за фитнесот, што рече за биџи, тоа си еден дел зашто луѓето влагаат у тоа. Ја влегов скроз друга причина. Која Значи, беше- турнири, која беше- спремање, медали и борби. Добро. Кога почна, ајде да кажеме, колку време ти требаше да тренираш и да си во тој свет за пред да почнеш да се бориш? Пошто денеска многу луѓе, да кажеме, она што го разговаравме пред малце, некои луѓе влегуваат во боречките спортови за себе, за рекреација, некои од нив влегуваат за надпреварување, за медали, за турнири. Твојата намера од секогаш била да се надпреваруваш. Значи тебе си го имал тој компетитивен дел, да кажеме, во тебе присутен и со таа намера си почнал да се бавиш со BJJ и со боречки спортови. Колку време ти требаше до првиот меч за да кажеш дека си спремен? Сега вака, со оглед на тоа што BJJ во Македонија се појавува негде 2010-11, а ја почнам 2012. Сега ти замисли кои методи на тренинг биле тогаш и како се тренало тогаш и сега. Па не можам да замислам, искрено ти кажам. Тоа са. Ја конкретно влегов прв пат на борба после 9 месеци. Сега денес луѓе може да влезат и многу порано. Значи тоа зависи каде тренираш и како тренираш. За колку брзо ти ќе научиш од точка А до точка Б. Сега во тој период многу тешко се учиш, знаеш. Сите беа бели појаси, дури тренерот беше бел тазе плав зема. И сега тогаш ако ја пример сум нов член и као правиме спаринг, тој што е постар од мене ми се качува во маунт, кугото плексус, 5 минути ме држи, ја не правам ништо, он не прави ништо и толку е. 5 минути, втора рунда, трета и ти си завршил со спарингот. Не си научил скоро ништо. Денес е скроз друго. Денес се прават многу позициони спаринзи, договорени хендикеп спаринзи, се дозира многу тој отпор, секој си има своја задача и денес и да си многу напреден и да вежбаш со нов член, може двајцата да напредуваат. Со тоа што ти као напреден се ставаш у лоша позиција, а новиот го ставаш у добра. И учат двајцата. И затоа денес многу побрзо се влага и се учи и се влага у борба. Него тогаш. Мене тогаш ми треба 9 месеци и Бугарија беше некој турнир, прв пат знам. Имав 16 години и изгубив прва борба. Прва борба е Прва изгуби. борба, да, прв влез, прва борба изгубив. Да. А овој рекорд што са пошто во она што сега нели може да го видиме како твој рекорд на борење немаш пораз. Имаш едно нерешено само. Како се вага рачунаат? Значи да не ги измешаме. Тоа ти што го спомна, не знам, 5-0-1 ММА и 4-0, тоа се за ММА борби. Добро. А ова сега што збориме е за BJJ. Аха. Значи јас прво што почнам беше со бразилска џиу-џицу. Океј. Значи тие борби у стартот беа BJJ борби. Таму имам, не знам, преку 200 више, не ги бројам. Преку 200. Да. Добро, тука е нормално да имаш веќе по некој пораз. Мислам дека Да, 200 нормално, борби не може да не си поразен. Нормално е. Сега тука првата губам, после имаше како нешто апсолутна, губам и таму и сега знаеш тука прв контакт тие со борба и првите прашања ди се појавуваат тука како дали сум јас за ова, не сум, тешко е, не е тешко, ама ме фати некој над викам мајде ќе тераме. И после 2 месеци имаше исти Европијан во Загреб, многу голем турнир. И таму имав 3 борби, трите ги тепов. И тука веќе ти стана јасно дали сакаш. И тука, знаеш, сега до вчера, дали ова за мене не си сигурен, сега веќе ова е за тебе. Ти си врвот, ти си шампионот, ти честитаат сите, знаеш, нов момент, се ново. И некако ти стана убаво, знаеш, тој момент. Прво место.
После имаше серија турнири, губење. Што би рекол Ивица, учење. Значи, таман, да. Нема пора, само лекција. Тогаш уствари најверојатно почнал твојот вистински пат на учење и на усовршување. Да. Знаеш, цело време си од тој период таман ќе го засагаш спортов, губиш. Не ова за мене, после тепаш 3 меча си прво топ, сега, знаеш, врв. Па после пак серија порази. Сега тука треба да останеш упорен и многу зависи од тебе колку ќе се замараш ти за тој спорт, знаеш. Имаш пример човека што ќе изгуби и му е као се едно, ќе изгубиш еднаш, два пати као толку. Ја не сум спиел после секој пораз дома, значи свеќе нам, ако сум изгубил на, не знам, на триаголник, ја ќе гледам како да не стигнам у тој триаголник више никад. Знаеш, и ти уствари тука напредуваш многу. Сега за мене е грешка да учиш ти на борби, на грешки на борби, знаеш. Ти веќе треба во борба да влезеш со минимално грешки што може да се десат. Знаеш, не треба ти е нешто до толку непознато. Ама сега тоа пак се почетоци, ти си бел појас и е нормално. Ова важи за веќе понапредни вежбачи. Ти не можеш за 9 месеци се да знаеш све. И тој беше така период. Доста турнири, доста борби и мене секој пораз ме терал да се замарам се поише и поише, а не се деси тоа пак. И тука напредував многу. И кога мислиш дека дое моментот да постигнеш одредено ниво кај што си веќе комотен во вештините што ги имаш и дека можеш да совладаш малтене да кажеме било кој што ќе се појави пред тебе? Прв пат го осетив тоа кога почнав да победувам на микро ниво у самата сала. Знаеш, ја кога почнав имаше многу пред мене што имаа почнато и земаа веќе плави појаси. Ни метеа со мене, што ти кажав пред, значи не можеш да напредуваш, се качувам, ал те држи 5 минути, што ќе правиш? Да, тоа ти. Ама како идев поише и поише на турнири и ради тоа што се замарав, ја гледам после дома и видеа, и прашувам тренери, и другари посебно ќе земеме на страна, ќе вежбам, многу поише се замарав. Знаеш, многу е битно и тој денес им го зборам оф-мет тренинг. Значи не е поентата ти да заврши тренингот 1 сат, гасиш мозокот, до нареден ќе се видиме, знаеш. И да заврши тренингот ти мора да се прашаш што правев денес, кај заглавив, кај не заглавив, мора домашната работа да се завршиш. Пошто ти тренерот денес да речеме од сайт контрол ќе ти покаже две техники кимура, како две варијанти, ама зашто да останеш лимитиран на тој сат и на тие две техники? Ајде дома истражи уште колку опции има тука, ме сваќаш? Тука се дешава тој прогрес. И за брзо време ги поминав прво тие во сала. Како ти го сфати дека тој процес е толку битен, дека процесот на учење надвор од матовите и од салата е исто толку битен колку што е внатре во самата сала? Имаше претпоставувам дека си поминал низ некој процес на менторство од нечија страна што ти го покажал патот кој е и како се усовршува одреден правец, техника и вештина? Види, мислам дека тоа е тесно поврзано со тоа зашто се бавиш ти со оваа работа. Знаеш, дали ти се бавиш со овој спорт пошто го сакаш и ти е гајле за ова и дали ти е сеедно ти дали ќе изгубиш и како ќе изгубиш, или се бавиш со овој спорт за да оствариш некоја трета цел после тоа. Може да ти дам еден пример тука. Точно на ова прашање разговарам со дечко, нема го спомењам, и викам, и он почнува да се бави сега да кажеме со боречки спортови. И ја не сум се бавил никогаш со тоа, ама точно знам да кажеме дека тоа прашање е многу битно. Зошто влегуваш во спортот? И викам, добро, зошто? Значи, сакаш да се бориш, сакаш рекреација да си правиш, сакаш да се сликаш, нели? Да. Тоа е многу она тренд денеска да се сликаш со ракавици, да се сликаш во кафес, се тие работи. И викам, нешто, мене ми е, јас сакам имидж да представам, значи реално. Јас сакам да се продавам како борец, ја не ќам да станам вистински борец, јас сакам да се продавам како борец. И тоа е нешто што функционира денес. Да функционира дури не налеташ на некој што стварно се замара со ова и не му е гајле он со какви ракавици и како ќе се слика по кој светла е, тогаш нема да бидеш тоа што си замислил, да разбираш. Ја со многу деца сум зборал кај нас, пошто денес го работам ова. И кроз моабет, кроз
индиректни прашања не сум ги откажал, туку сватиле што прават они тука. Знаеш, некои не се ни свесни што прават у боречкиве вештини. Извини. И сега што ме прашаш ти како го виде тоа? Едноставно сваќаш дека го сакаш овој спорт. Знаеш, и се замараш за ова. Знаеш, кога некој ќе се спрема за борба и пример ќе рече едва чекам да заврши ова, пошто имам матура за славење, за не знам. Гледа на саат. Да. Значи ти веќе не се гледаш ова, знаеш. Ти веќе едва чекаш да заврши. Додека противникот твој едва чека да дојде. Знаеш, или Тоа ти е еден показател, ако видиш дека некој гледа на саат кога ќе заврши тренингот, сваќаш дека да. човекот е можеби на многу погрешно место и дека го троши времето и твое и негово. Види, јас сум таму. Кој колку ќе го искористи тоа што јас сум таму, до него е. Јас со сила, пиштол на глава не им ставам на луѓето да тренираат. Сега, ова е многу тесно поврзано и со психата за борба и ти како ќе се бориш, знаеш, кога ќе кажат она абе на тренинг е топ, на борба е катастрофа, знаеш. Тие прашања треба да си ги постави секој кој ќе влезе. И е фер да си ги одговориш, знаеш. Никој не те форсира тебе да се бориш или ако прекинеш утре дека ја ќе се љутам, ти си отишол. Не, туку биди реален. Зашто почнуваш? Ако почнуваш за фитнес и за рекреација, окей, почни со тоа. Ама не се лажи себе дека ти треба негде да се бориш и да се форсираш тоа. Не. Нека се борат тие што стварно сакаат да се борат. Многу луѓе влагаат у борба несвесно, а не се за тоа. За да го тренира овој спорт може секој, ама за борба не е секој. И ајде да видиме твоите борби како се развива, моментот кога од BJJ се префрлаш во ММА, така. Значи, каде што BJJ е само една од вештините, кај што нели борбата се префрла во кафес, значи околината е друга. Како издаше таа транзиција за тебе? Тој период почна да се одвиваат ММА турнири во Македонија. Во Гостивар често ги гледам дека ги има, за други места не знам. Не често. Гостивар имаше еден пред 5 години, мислам беше. Зашо ми изгледа дека Велес беше тогаш као градот на борбите. Добро. И сега као борци од кај нас од клуб да направиме, да извадиме, да се борат таму. И сега кој ќе се бори, веќе имаше некои спремни за тоа, пошто вежбаа веќе BJJ стендап знаја. Затковски Александар беше као за тоа. И сега да најдем уште некои други, као ќе најдем, ајде да направиме меѓуклубски турнири во рамките на The Strongest, пошто тогаш Strongest имаше 5-6 клуба во Скопје. На ивица на теренот имаше некоја идеја дека што повеќе се шириме на повеќе населби, не знам, Strongest Аеродром, Strongest Карпош, дека тоа ќе биде добро, после се испостави дека не е добро. Ама идејата беше од сите клубови да се собереме, направиме меѓуклубски турнир MMA и да видиме кои ќе бидат најдобри, за да се фокусираме на нив. Само микрофонот приближи го малце да не го изгубиме. Мислам дека е добро. Супер си. Сега јас се пријавив. Да, окей. На тоа би изгледаш интересно, а до тогаш се борев само BJJ, значи од удари на вреќа нема удрено ништо, буквално ништо. Ми се пријавив и дури ми се смеа некој, знаеш. Еј, каде ти? Не, ова исто, знаеш. Добро, викам, ајде да пробам. И дента 3 борби, 3 победи. И знаеш, сега никој не веруваше у мене дека као јас сум за ова. Тренерот виде, и супер, знаеш, ајде ќе пробаме. И тоа беше негде мај и летото се спремавме. Октомври имаше Велес ММА турнири и таму влегов прв пат на официјално. Првата борба, аматерска претпоставувам. Да, аматерска. После таа направив уште 3, значи 4 аматерски ги победив сите. И тогаш имаше некоја сцена во Македонија за ММА. Знаеш, се дешава аматерски турнирчиња и профи, денес за жал нема. Нема ништо не се дешава. Не, тука има многу фактори и ја го гледам тоа како еден од главните проблеми за прогрес на овој спорт кај нас. Ке збориме после за тоа. Да, И продолжив тука. Влегов и паралелно се борев и ММА и џуџицу. али во еден момент претпоставувам ММА преовлада како доминантна твоја прекупација и правец во кој што се движиш и не знам, ден денес дали се уште се бориш,
Ама во тој период продолжи да се бориш професионално во ММА само или ги тераше паралелно и BJJ и ММА? Паралелно ги терав и BJJ и ММА, ама тоа што викаш ти се фокусира на ММА, се фокусира во типот што играта што ми беше од BJJ, од бел и плав појас на почетокот, ја сменив и ја преусмерив за ММА. Суште не беше тоа совршено као денес што го тренираме, ама мора да сватиме дека BJJ не е една вештина, туку тоа е веќе денес е вештини во самата вештина. Значи BJJ имате денес борби со кимоно, што се скроз посебен спорт сам за себе, борби без кимоно, ММА и стрит фајт. Сега ти ако се бориш со кимоно по тие правила и во тие турнири, во ММА ќе имаш проблем. Сега, за да го убрзаш тој процес, ти мора да смениш играта и буквално со истиот број на тренинзи да покриеш што е можно повеќе. Да не се спремаш ти посебно за кимоно за BJJ и посебно за ММА, туку играта што е за BJJ ќе се усмериш и за ММА. И со сличната техника ги покриеш двете. И тоа беше фокусот што И претпоставувам почна тогаш и трае до ден денес. И сите што тренираат кај нас со мене знаат дека го форсирам тој стил. Значи BJJ, ноги BJJ за ММА. Бидејќи мора да дефинирате кон кого и кон што се фокусирате. На тренинг и така се базира и се формира програмата што треба да работите на тренинг. Претпоставувам дека со кимоно, BJJ со кимоно е лимитирано од аспект на секојдневна пракса. Као BJJ-то као вештина треба да послужи освен као вештина во салата и на матот, треба да послужи надвор од салата и во различна средина, и во кафес, и во нормален живот, да кажеме, и ако го вметнеш кимоното во целата таа приказна, претпоставам го лимитираш учењето. И се не си компетитивен веќе, да кажеме, во другите делови. Ја барем така не го гледам тоа. Види, денес дело со кимоно е до толку отиден посебен правец, веќе е правец сам за себе. И вие мора да се одлучите зашто тренирате и кај би се бореле. И по кои правила. Правилата и начинот на борба во кимоно се различни од правилата и начинот на борба во без кимоно и во ММА. Сега, според мене, правилно е ти како почетник да не се специализираш у едно. Да опипаш од се помалце, да кажем. Туку да учиш база. Значи да знаеш да бутнеш човек доле, да не те бутнат, да знаеш да задржиш позиција и контрола и да излезеш од сите тие позиции што би можеле тебе да те завршат. Тоа е нешто што ги спојува сите форми на BJJ. Со тоа би можел за старт да ги покриеш сите овие дисциплини. Значи и ММА, и кимоно, и стрит фајт, све. Али после базата треба вајде да се насочиш. Да. Како идеш напред веќе, да речем, ајде, после кафеав црн појас, ти треба да си специјалист за одредена област. Сега, тука имам проблем, зашто проблем. Малце парадоксно, луѓе многу рано се специјализираат со цел да победат. Знаеш, имате луѓе специјалисти, пример, од бел појас. Он не знае ништо, не знае да бутне човек, не знае да заврши, ништо не знае да бега од позиции, ама е многу добар во одреден дел од играта. Да речеме, техники со кимоно, само таму што функционира, да речеме, не знам, спајдер гард, кој се разбира, ќе разбира. Ќе освои 2 поена, он победил шампион све, тепа све, гардот не можам да му го пројдат, и он зима медаљи. Ама како иде напред, ако сака да влезе ММА или друга дисциплина, или со подобри борци, он ќе најде проблем. Првиот момент кој ќе заврши лоша позиција, он ќе има проблем. Значи имате луѓе денес се специализираат од старт, можете и на тоа да идете, или
да вежбате генерално све, што може ќе имате потешкоти кога ќе налетате на таков, ама генерално си спремен за све. И многу лесно утре можеш да направиш транзиција од друга дисциплина. Саш да кажеш дека прераната специализација без база не е возможна или е барем на некој начин погрешна на долг рок сигурно. Ете, јас ќе ти кажам сега, го имав тој проблем. Значи, ја од старт се специализирав за одредена игра. Бел плав појас тука не. И освојував многу медаљи. И тепав. Ама кога влегов во ММА, целата таа игра не можев да аплицирам. И морав од нула да учам све и да менјам. Ајде да видиме првата борба професионална. Колку беше различна од аматерските претходни што ги имаш? Колку е различно нивото аматерски и про борби? Види, прво што очигледно е различно, рундите се подолги. Значи, аматерски борите 3x3, Добро. или по најново по IMMAF под 18, мислам дека се 3x2 минути. Добро. Додека у профи се борите 3x5. Добро, тоа не е оно што викаш зависно од организација као правила или тоа е стандард Значи, некој? тоа е стандард. Аха. Профи е 3x5. Друга работа, аматерските борби немате лакти и колено в глава, у профи имате. И целата стратегија и тактика се менја таму. Практично како друг спорт му да е. Па не е како друг спорт, него мора да бидеш спремен и на тие работи. Дека може да удрат со лакти у глава и со колено и мора да тренираш со тие елементи. Додека аматерски, ти не мора да вметнеш лакти у твојот тренинг. Зашто да вежбаш лакти ако не се бориш со лакти? Значи, тоа е основната разлика, да. Тоа се некои прилагодувања. Е сега, профи, самото име ти кажува, има пари, односно борците се платени, аматерски нема. И не се платени. Колку се платени, ако може да прашам? Кои се тарифите, како се движи, да кажеме, пазарот на Те профи? интересира денес генерално за старт или конкретно за мене? Па, конкретно за тебе ме интересира и ме интересира денес, ме интересира. Али, многу ме интересира, ако можеш да ми кажеш, и двете работи, за видам дали тоа се води, Види, се сега, развива? тоа, тука многу фактори има и многу зависи ти какви менаџери имаш и како ќе те продадат и каде. Денес, борим. Ама еве генерално да земеме денес за старт, сакаш да се бориш, у некои почетни основни организации ти се 200 до 300 евра по борба. Што во мое време беше, ја првите борби сум взимал 200, 150, 200. Тоа е победил, изгубил, не преразлика некоја? Зависи, негде за победа даваат повеќе, зависи каков ти е договорот. Е сега тој момент мора да го пробие секој. Никој нема тебе ти даде у старт пари или не знам што. И мора да си спремен на тоа. Колку долго можеш да издржиш тоа е до тебе. Е сега тука треба да се пробиеш да изградиш некој скор за понатака. Е сега ако сакаш да бидеш платен понатака, ти требаат луѓе што ќе те поврзат со стварно добри организации. Е сега тука доаѓаат фактори од типот што мене не ми се свиѓа и не се врзани за борба, туку како изгледаш, како се бориш, колку прегледи имаш. Како бренд, како се понашаш. Да. Пошто на крајот на денот се зависи од тебе колку карти ќе продадеш вечерта. Знаеш, ако тебе никој не те знае, еве јас сега ти кажам пример Швајцарија, идам на слепо, сам се борев таму, немав никој, значи сам во авион, сам таму. Ја тепам 200 евра, противникот губи, пази го завршувам трета рунда, противникот губи 1500. Е сега, дали некој менаџер ги земал тие пари и за него или како го не знам, ама нема врска, јас сум се нафркал. Чисто ме интересира, дали... Ама он продал повише карти од мене. А од тоа зависеше? Па мене кој ме знае у Швајцарија? Претпоставам ради тоа е. Он не знам, вајдат локална звезда таму, не знам ше.
Мене доаѓа да гледаат за него. Па добро, они го гледаат него против тебе. Сега кога ја купуваат картата, ја купуваат картата за двајца да предпоставам. Не го гледаат само него, ти не си не видиш. Ја немав таму ни еден у публика, така да. Добро, по некоја логика сега на тоа е домашните. еден начин што можеш да гледаш, друг начин е дали тој што те однел таму договорил за друга цена, а тебе ти дал друга, а ти не знаеш, тоа нема. Види, и во едната и во другата варијанта се работи за многу мали суми. И да те краде некој, да кажеме, класично да те краде, Па еви да земеш 1500 евра, што ќе правиш една година. да, значи ќе те украде пак за смешна сума. Значи не се оние пари што ги гледаме денеска, нели по реклами во UFC така натаму, кај што нели борци купуваат бесни коли, куќи, тоа е раскош невиден, лајфстайл невиден и така натаму. Види, тоа е крајниот 1%. Ама на еден таков лик имаш 10.000 пропаднати. Така да треба да се земе малци тој фактор. Па малце поише, неверојатно. И сега тука влијаат многу тие фактори, ама јас сепак мислам дека ако си доволно добар технички и победуваш, дека можеш и тоа да го продаеш. Не мора да превртиш маса и да гаѓаш со лименки и да се пцуеш таму за да се продаеш. Мислам дека и добар начин на борба и добра техника може да те продаат. Има такви борци денес доста. Имаш ли некој на памет што ти доаѓа да кажеме денеска што не практикува да кажеме трашток? Еве почни од Балканов на пример. Има доста такви борци. И тоа се беа и во UFC и сега освои, еве, земи го Бојан Величковиќ. Освои милион сега во октагон. Најнормален лик. Нема трашток, нема трашток, нема пцуење, нема што мислиш ти за овој, што мислиш ти за оној, нема ништо. Значи начин има, мислам дека е потежок, ама начин има. Види, траштокот мислам дека некако во фази им се поделени. Значи ти не можеш да почнеш со трашток. Тоа или го имаш у себе или го немаш. Не можеш да го. Па мислам дека до негде да, али има некој дел кој што се развива или што можеш да кажеме да зависи од тебе да го развиеш и да се испромовираш на некој начин. Али не во рана фаза сигурно, значи тоа што викаш ти база, посветеност, тренинг, ментори, кај нас, години. У клуб тоа не е ни тема на разговор. Некој сега да земе да се фокусира на тоа што ќе кажам, што ќе направам, што слика да ставам. Не. Пошто јас сум сигурен дека што поише време вложиш у тоа, ќе патат битниве работи. Место да пројдеш денес на Инстаграм да ставиш 10 статуси, што мислиш за овој за оној, ајде изгледај 10 меча и анализирај ги или научи како да искочиш од гилотина. Се е ствар на што ќе се насочиш. Да ти прави трешток, ама кога ќе се работи за, не знам, за 5 милиона кога ќе стигнеш у UFC горе. Што сега ќе прави некој трешток на 18 години? Па точно тоа е. Ја имав таква ситуација, сега ти кажам практичен пример. Со еден лик од Велес, не се бори веќе, у тоа време беше као популарен со трештокови, со се борби. И текст огромен за мене на Facebook. Ке те ова, ке те она. Викам, добро. Имаше еден турнир тука у Јане организиран. И гледам од пријавен таму, и јас се пријавивме ние од клуб, 10 души. И тоа он беше у 93 пријавен, јас 77. Викам, стајме со него. И он не знае, и појавување таму, ајде викам. Ама знаеш, имаме ние борби сега, зашто овде да се оштетиме, а он пријавен за саму категорија да освои као шампион, нешто така. За без пари да се бориме, ајде ти не бе, викам, толку текстови имаш се, ајде сега. Знаеш, а ја нула трешток, нула ништо, само појавување пред него и не влезе. Обично така завршува тоа. И ја викам, зашто тој трешток за тука ли за Скопје? Ајде да правите трешток, ама бар да вреди, да направиш, не знам, 5 милиона нешто, вака шо. Трештокот доја. Земи еве, почни од кај нас, еве, не мора земеме и да збориме и за кикбокс еве земи. Кај нас што се најдобрите кикбоксери. Еве, земи го Боби, Сунај, Димитар. Ајде да не ми текнува други да не набројувам. Еден збор немаат кажано за било кој. А газат. Ама а се продаваат. Не е природата, мислам дека UFC
не беше ни UFC тоа, UFC се трансформираше во таква организација. Мислам дека од кога сватија дека многу помага во развој на спортот. Значи UFC се разви и трешток почна да практикуваат сите борци после Конор, претпоставувам. Значи он е Не, имаш и порано, ама не беше до тој. до тој степен не беше, он го донесе на ниво на уметност, веќе на маст. Мислам дека во договорите им стојат на сите нив дека мора од сите тие медија да што ги прават, значи барем во некоја минутажа да се појави. Бразилците нешто страшно се продаваат, а не знаат ни англиски. Бразилците, ја мислам дека тоа е кај нив е па они се продаваат со начинот на нивната победа и со својата техника, не кој што кажал. Мислам дека тоа е страшен пазар за ММА и за бразилска џиу-џица конкретно, ама и општо за ММА, и мислам дека бразилците како народ многу добро го примија и многу добро го развиваат тоа. Тоа е некој мој впечаток по гледаност, по бројки, по начинот на кој што, еве на пример Чарлс, тоа го гледав, Чарлс Оливера кога освои светска титула во UFC, прече кога што му го направија дома беше нели од фавелата излегува. А дали си видел трешток од негова страна? Па не сум видел трешток. Па тоа е тоа. Не мора да има. Ама он има јазична бариера, они не зборат англиски до сега денеска, до ден денеска мислам дека не видов освен Андерсон Силва да кажеме, не видов некој друг што барем приближно нешто би можел англиски да збори. Или одбиваат, или се горди, или едноставно ја немаат способноста да го научат јазикот. Не знам што е. Види, на крајот на денот спорт е атлетика. Ако збориме реално. Ова друго е шоу и ентертејмент. Значи овде е битно и како ќе тепаш. Сега како ќе го продаеш ова. Па дали е па сега гледај, ако го поставиме тоа зависи како го гледаш. Некој го гледа како уметност, некој го гледа како ако некој сака денеска да напредува во профи, да кажеме, во профи борби и да се развива во ММА борец професионален, значи она што ти го кажуваше дека тој не само што мора да победи, туку мора да победи на спектакуларен начин за да привлече најмногу внимание со неговата победа. Не мора да победи, може он и да губи, па уште го викаат да се бори. Еве земи го Нед Диас, колку порази има звезда UFC. Што самите негови борби се атрактивни за просечен гледач. Знаеш, имаш луѓе што купуваат карта за да гледаат шоу, средни прсти у борба и псуење. Имаш луѓе што купуваат карта за да гледаат техника. Како ќе направи транзиција од сингл лек у бодилок. Или како ќе стане од доле. Сега тие луѓе се мал број и не можеш да го базираш нивниот маркетинг на тие. Што ќе пропаднат. И знаат они точно каде да удрат и што да. Тоа е некој друго ниво да кажеме. Ние сме многу далеко од тоа и баш зборевме со Ивица дали во догледно време би го достигнале или барем би можеле да видиме некој од кај нас, да кажеме македонец што тука се развивал да земи учество во тие организации, да се надпреварува, едноставно да се такмичи да направи некоја траса, да кажеме, и за поголема група на борци или деца што сакаат да се бават со тоа, има начин како да стигнат таму. Пошто мислам дека моментално нема начин. Не сме премногу далечно него ми изгледа. Прво мора да знаеш кои се целите тебе. Како клуб, као тренери и као сите клубови у држава, ако се залагаат за тоа. И сега не може да ти биде тебе цел UFC. Уште сега. А сега сме на аматерско ниво. Аматерска сцена. Значи прво таа треба да се освои. И мене ми е цел тоа. Мене сега главна цел ми е да се доминира во таа аматерска сцена. Од таму кога ќе се доминира, ајде да видиме следно. Дали ќе може некој профи? Не може ние да мислиме на профи на UFC што е крајна цел, а да не може да ги поминеме овие. Ти си денеска тренер во улога на тренер повеќе отколку во улога на борец. Не знам дали се уште планираш да се бориш, ама она што не планирам, туку не се борам. ММА не се борам воопшто. BJJ веќе се борам се помалку и помалку. Некогаш, некој локален турнир ако има онака за себе. Зашо ме интересира? Која е причината? Дали се идеја сам тука има многу луѓе ме прашуваат и за тоа, као зашо не се бориш, ама не сваќаат некоја работа. Преска нели зборевме со тебе за специјализација конкретна за било што, исто и со ова. Прво,
ти не можеш да седиш на две столици. Значи и да си тренер и да си борец. Прво не е фер кон другите, а второ не е фер кон себе. Сега, во денот имаш одреден прозор на сати, ајде така ќе го кажем. И тие сати треба да одлучиш на што ќе ги фокусираш. Дали на себе и на своите припреми за некоја борба или на тие луѓе што ги тренираш. На двете не можеш. Значи од 5 сати ќе треба да полиш тогаш 2 со 2. 2,5 со 2,5. Ме разбираш? И така нити си добар во ова, нити си добар во ова. И не е фер. Втора работа, програмата што ја базираш на тренинг, треба да знаеш за кого и како ја базираш и како ја оформуваш. Еве сега да ќе речам ја пример. Како не знам, најслаб мој дел се leg locks. Сега сакам да се борам, као цел ми да се борам. Не збориме, биџи ќе зборим. Тренизите, значи ја за да победувам на тие турнири, треба ги насочам спрема мене за leg locks. Така. За ја као да напредувам. Ама што е со другиот дел на луѓе што се борат ММА? Нив не им треба тоа. И са они ги спаштаат ради мене. Сакаш да кажеш цената за да се надмине просечноста, за да ти бидеш врвен тренер, ти мораш да се откажеш од борбите и да го посветиш комплетно своето време во практикување на или во тренирање на други луѓе. Колку од значи веќе спомна 2,5 години сам ги водиш групите. Да. Колку од децата и дали би сакал да издвоиш некој, да кажеме, што е моментално перспективен и е член на The Strongest и може да се гледа, да кажеме, некоја поголема перспектива? Види сега, ја не би сакал да двојам никој као посебно, не знам. Као да кажам ова е најдобар или најлош, сите они напредуваат од ден за ден. Ама еве сега ќе кажам како најактивен е моментално Марко за ММА изборам. За BJJ имаме многу борци. Марко Трановски не е моментално за ММА. Он се надпреваруваше, мислам дека да. Сега на европското се надпреваруваше. Имаше 2 победи и пораз 1, многу тесен на сплит. И само дека тоа го добиеше прво место ќе освоиш. Ама тоа е. Сега би го издвоил него како најупорен моментално. Значи имаш пример деца не се осеќаат добро, го боли нешто, нема дојде на тренинг. Ја викам, ако не можеш да тренираш, дој гледај. Овој лик ти е скрши прст, палец со аперкат, раката целу гипс, доаѓа вежба нозе. Вежба со десна. Тоа е ниво на посветеност. Сега тука се враќаме на почеток, ти кого сакаш и зашто си во ова. И ти ми викаш дека многу луѓе денеска што влегуваат во боречките спортови се на многу погрешно место. Тоа е она што твојата пракса го кажува моментално. Види, не се на погрешно место, ама да влегува во ММА и во борби, каде што стварно може да се добие со повреди, а да не е за таму, да не сака да е таму, ми нема логика. Добро е, се надевам дека ќе имаме и повеќе дечки како Марко. Има, моментално, еве сега ќе ти кажам, моментално кај нас во сала има 5-6 деца што се борат активно и јас со нив од нула за една година успеав да направам скоро од 14-4. Значи, со нив сум од нула, значи дошле, не знаеле ништо и од лани до сега сум направил 14-4. Колку од навиките кои ќе дојдат децата, да кажеме, колку треба и колку време трошиш, да кажеме, во градење на едноставно навика да развијат фокус, да развијат љубов и да развијат посветеност за тоа што го предаваш, па дури после тоа. Она што викаш, кога ќе дојде некој кај мене да тренира, не сакам да гледа у саат
кога завршува тренингот, не сакам да мисли каква музика ќе пуштиме следна, тука се фокусира на тоа што му се збори, како вештина што му се пренесува и во усовршување на истата. Значи колку ти е тоа проблем да кажеме, колку се среќаваш со тоа како феномен? Види, дисциплина кај нас у клуб не била никад проблем, пошто ја верувам дека луѓе доаѓаат кај нас да вежбаат пошто го сакаат тоа. Сега пак ќе се вратиме, не мора да се борат, туку сака да тренира. Има еве сега интересен момент, многу од безбедностите структури, не знам, полиција, војска, доаѓаат кај нас. Ќе дојде еден, он ќе повлече, двајца, тројца и имаме многу такви дечки. Што не тренираат они да бидат борци, они се скрос у друга назва. Добро, но тоа е професијата, него му налага и е многу природно некако он Да. мора да го знае. Ама тоа, ете, ја верувам дека они сакаат да тренираат. Сега, кој ќе се бори аматерски, кој професионално, кој вежба за себе, тоа е до нив. Мене главна цел, као тренер, е они да бидат задоволни од самиот тренинг и некогаш, не знам сега, доколку би се откажале, да не биде барем ради мене. Туку да биде некој друг фактор што ја не можам да влијам на тоа. Сега има ситници, што ја мора да ги штелувам некогаш у сала. Сега сите се луѓе, знаеш, сите имаат различно ниво на концентрација. И ја гледам максимално тој 1 сат, што е термин за тренинг, максимално да се искористи. Значи не е ти само да бидеш на тренинг 1 сат и готово. Или кој ќе каже некој колку тренираш, ја тренирам 8 години. Тоа не значи ништо. Тоа што значи е колку ефективни сати имаш ти вложено. Значи имаш ликови тренираат 8 години, ама иде 2 пат неделно, па прави паузи, не е свесен на самиот тренинг. Имаш ликови 4 години, ама е редовен, е свесен на самиот тренинг и после тренинг се замара, тоа што зборевме преска. Сега што викаш ти за фокус. Еден од проблемите што страшно ме нервира, тоа е музика. Што е проблемот со музиката? Не е некој проблем, знаеш, него Но луѓе го користат како мотивација. Кога ќе слушне, значи со песна, многу па види, ти ако сакаш нешто стварно да тренираш, што ќе ти даде песна да се мотивираш. Така. Па, добро Сега што е прашање, побитно, дали ако ќе објаснувам транзиција од single leg на body lock или која песна свири? Се до момент кога еден усред тренинг дига прсти, као може ли не знам која песна таму да се пушта, не може, викам гасам и нема више никад музика. Знаеш, пошто дел од мозокот ти се фокусира на песни, као скрос небитен дел од тренингот. Саат исто, ставам пешкер на саат. Нема гледање саат. Нема гледање саат. Па ти у школа ако ги земеш телефоните на деца, како ќе знае кој заврши часот? Зашо гледа некој колку е саат за кога ќе има спаринг? Па Од затоа како ти знаеш дека точно тогаш е спаринг, може да спаринг го почињаме тренингот денес. И колку успеваш во тоа? Значи ти викаш, јас сакам да го направам тој сат најефективен. Најефективен и возможен. многу работи ги сменив оддамна веќе како метода, значи избацивме вежби од типот на склекови стомачни за на тренинг, на боречники тренинг, пошто за мене е губење време. Сега замисли ти доаѓаш, плаќаш чланарина да те научаме се бориш и 15 минути ние правиме пленка. Логично размисли, значи дали можеш пленк сам да правиш дома? Можеш. Апсолутно. Прај дома. Дали можеш да вежбаш излез од гилотина сам дома? Ајде на тренинг у тој саат што е за тоа да вежбаме со партнер специфични работи, а тие работи ги оставиме за посебен тренинг. Или ако сакаш снага да вежбаш, викам имате теретани, имате идете вежбај. Ама да не трошиме време на тоа. Загревање. Трошење време. Трчање круг. Кругови со раце, викам ако има некој проблем. Не знам. Рамо, треба да загрее нешто, место да гледате 15 минути пред да почне тренингот. Ајде загреј се сам таму, пошто не ти треба никој, да не го трошиме тренингот на тебе за рамото да го загреваш. Свеќаш, да го трошиме на побитни ствари. Еви загревањето е мислам дека апсолутно неопходен момент. Сега прашање е дали кога ќе се изведе тоа, затоа што нели мораш
Мораш да стоплиш телото. Посебно Ајде, загреј го ти рамото што те боли пред тренинг. Додека седиш на телефон, не седи на телефон. најверојатно. Загреј се тогаш. И кога ќе почнеме ние со тренинг, види, ние се загреваме. Ама се загреваме технички. Значи, според темата што се работи денес, себе сега ќе ти кажам конкретно. За некој што го гледа, што ќе го гледа ова, да научи нешто. Како го водам ја тренинзи? 20-20-20. 20 минути загревање техничко според темата што ќе се работи денес. Пример. Ако се работи single leg, пред вежби за single leg. Не трчање кругови. 10 минути. Трошиш време. Пошто самите вежби за загревање со мал отпор, ти вежбаш и техника и се загреваш. Кога заврши тој дел, вториот дел ти е техника и детали, пошто ти мора да научиш нешто. Знаеш, тука се објаснуваат веќе агли, кај се става рамо, зашто се става, мора да објасниш и зашто се некој работи. Така луѓето многу полесно памтат. Разбираш, значи кога ќе објасниш практично како да направи нешто и зошто тоа е така. Ја уживам ова што збориш затоа што јасна ми е позадината, јасна ми е колку енергија бара да се вложи од твоја страна за да го достигнеш тоа ниво и да ја пренесеш максимум вредноста што можеш и максимум да пренесеш од знаењето што го можеш на твоите студенти, да кажеме. И мислам дека тоа, не мислам, прилично сум сигурен дека тоа не се случува на друго место. И тоа е начин на работа во кој што ти лично како тренер и клубот The Strongest го прави можеби најдоброто место за практикување боречки Па сега ги кај нас. кажам, кај нас во Македонија можам за овој спорт. Ајде сега глупо да кажам дека сме као најдобри и најдобра работа, ама мислам дека сме на многу подобар пат во нашата работа. Зашто ја уште гледам дека во клубови се прават чучњеви и скокови на тренинг. И не знам зашто, као луѓе од него сваќаат. Ја го гледам истото, и затоа ти кажам, прилично сум сигурен дека моментално, не моментално, туку тоа е вистинскиот начин на работа и дека тоа е нешто што Види, аде ние ќе правиме истегање и све, ама да имаме неограничено време на тренинг, као да дојдеме и да сидеме, не знам, за 4 сати. Ама немаме. Значи ти мора да се адаптираш спрема ситуацијата која ти е дадена. Имаш 1 сат за таа група и тој тренинг. И ајде максимално да се искористи. Добро, ама ти си сведок на едно друго време кај што тренинзите траја малце подолго и кај што менторите предаваат на еден малце поинаков начин. И ти си можеби производ и школа на едно такво менторство, па ако сакаш може малце да влеземе во тоа. Да, претпоставам зашто сакаш да ме прашаш мислам дека за Зоки Петковски, тој е мојот тренер по кикбокс. И тој ден денес работи со дечките што се борат ММА, он работи кикбокс. Пошто знаеш како функционира нашата сала и мислам дека тоа е многу правилен начин на функционирање на работите. Прво, никој не се прави паметен и не треба да се прави паметен, но работи што не ги разбира, како што ги разбира некој друг. Туку секој си има своја задача. У тоа што е добар и он ја врши таа задача максимално. Зошто? Ако имам еден проект, да речеме сега, и треба да се заврши тој проект, имаш 5 точки. Што е подобро? Да работи секој 5 души да работат на сите 5 точки заедно, значи на се да се фокусираат, или секој да работи на една точка поединечно и да се фокусира само на таа. Што сега ќе му кажувам на Зоки за кикбокс. Човекот е цел живот у тоа, има 20 борби, има искуство, има све. Ајде да оставиме он да го работи тоа, а ние да се фокусираме на нашиот дел за тоа што сме. Специализација. Ја верувам не у мултитаскинг, у мулти праење на работи. Ја верувам у специализација. Ме прашуваат луѓе, а добро, како се спремам снага за, не знам. Дечки, ја предавам техника и борба. Ја го вложам времето да учам за снага и за кондицијски припреми, ја нема бидам добар у ова. Ајде бе ви луѓе што се бават со тоа, само за тоа, прашете ги нив. Едноставно е. И
Дали таа желба и тоа насочување кон специјализација, дали како го стегна тоа чувство? Дали беше тој филозофски дел, да кажеме, и Тоа чувство се стекнува кога ќе направиш транзиција од борец у тренер, тоа што го зборевме преска. И да бев двете, а немаше да се насочуваме, ги знам овие работи. Сега ова не го измислив. Дел ми е од што имам завршено високо образование. Дел ми е од тоа што многу сум идел и по други клубови. Сум тренирал. ти собрал знаење од повеќе Од сега. Јас сум идел во многу клубови и не ме интересирало што техника ќе има денес таму. Туку ме интересирало од прва секунда до последна како се одвива тренингот. Како се загреваат, дали се загреваат, колку се загреваат. И овој метод што ти го објаснив преска 20-20-20 го видов у неколку сали во Србија, каде што тренирав. И скоро со еден од менторите што доста го следам и соработувам, видов дека и они го прават тоа. А имаат многу успеси. Значи, ако имаат успеси, ако прават тоа, вајда е правилно. Така. нешто како што треба. Пак се сведува на тој максималистички пристап. Максимално да го искористиш времето што ти е дадено, за тоа што треба. Сега ќе се вратиме пак е времето, значи да денеска е ограничен, денеска ти го имаш тој саат и ти пробуваш со тој саат чуда да направиш, буквално најмногу што можеш. Не да направиш чуда, него едноставно имаш принципи на работа и за тебе е полесно кога се водиш по принципи. Ali je пак саат, значи Да. ограничен си со простор. Ти ми кажа за едно време кај што не постоеш, не беше ограничено времето. Значи доаѓаш на тренинг, а тренингот почнува и ова беа твоите зборови. Значи викаш тренингот ќе заврши кога ќе биде готов. Нешто во тој стил ми го кажа. Да. Ќе заврши кога ќе дојде Конкретно за крајот. Зоки, значи ќе дојде со еден лист. Види се, затоа за мене е тој најдобар тренер за кикбокс на овие простори. И човекот доаѓа со лист и се јас се замарам со време, пошто едноставно сум лимитиран. Не можам ја против тоа, знаеш. Едноставно ја работам у таа сала. И знаеш, не може да ги смениш тие работи. Неговите тренинзи беа на крај и тогаш имавме друг ше функционираше салата. Имавме клучеви и останувавме, сега е друго. Сега има вработени, мора и тие да си идат. Ама доаѓа со лист и додека не си изработи тоа до одреден степен како што треба, нема идење ново. Тоа може да трае. Значи тренингот 3 кој ќе сати. заврши до 2,5-3 сати. Тренингот кој ќе заврши, после имаш па зборење за тренингот. Значи тоа е Психологија за борба, тактика, значи тоа што да не губиме време на самиот тренинг, кај што таму треба да се вежба, а збориме после да. Еви денес еве со Марко ќе го земам. Вика леле што правев му сабота, што правевте? Еве вика 3 сати, вика вежбавме и уште 4 сати, вика у кафич, гледавме борби. Знаеш, ама сега ја викам, знаеш, бидете срекни вие што некој дошол, а не мора за без пари да го прави тоа за вас. Викаш вистински благослов е денеска или е голем подарок да ти се развика тренер кој што не мора да ти се развика и да ти посвети внимание што не мора да ти го посвети. Најлесно е, еве, ќе кажам конкретно, многу луѓе не може да вежбаат со тој тренер, затоа што буквално сака да те научи и до степен да ти се развика. Ми се извика, ја не можам да тренирам. Добро, биди среќен што ти се извикал, не се замара он за тебе. Најлесно е тоа оставам јас на страна, пушти време на броење, малај, фокусерите и иди си дома и ти сега дали си научил или не. Ќе видиме во некој подосно. Да, сега за рекреативно маркетинг, за рекреативен маркетинг некој така, тоа не проаѓа толку. Значи 3 сати тренинг и 2 сати психологија и викање на глава, просечен вежба што е доен да се испоти, не проаѓа. И да мава джеб цел тренинг, дур не му падне рамо, ама да го соврши, не проаѓа. Ама за борби мора така. Значи у борба не е се едно дали ќе удриш ти джеб крос од место или со чекор у простор. Значи основната поделба претпоставам на луѓето што доаѓаат да изучуваат боречки вештини се луѓе кои што ќе го одат тој пат до крај
и луѓе кои што се случајни минувачи, да кажеме, или рекреативци. И луѓето што се на тој пат, што сакаат да го изодат до крај патот, што е тоа нивниот пат, они се спремни да ги прифатат и тешките страни, и болката, и психологијата, и зборењето, и едноставно нема гледање у сад, небитно е која музика свири, значи они се комплетно посветени да го одат тој пат. И имаш друга категорија рекреативци кај што тука све нешто. Да, и мислам дека преска почнавме на таа тема за тренизиве, како се одвиваат, и таа категорија на луѓе што ги спомна, на борци, што идат до крај, мислам дека најголемиот фокус треба да се стави на нив. И ја, целата програма што ја креирам, како што кажа преска, не за себе, пошто ја не се борам, ја не сум више центар пажња, туку се они, целата програма и концепт на тренинг ја усмерувам за нив и кон нив. Знаеш, пошто во соба од 50 луѓе, многу е тешко да ги задоволиш сите на исти начин истовремено. Као што кажа, имаш од 50 луѓе, 10 имаш борци што се спремни до крај, 30 тренираат тоа, 10 не ги интересира, као со сила, мајка му го тера од дома. Ти као ќе организираш тој тренинг? На кој метод? Јас секогаш се фокусирам на тие топ 10 и програмата ја правам спрема нив. Зошто? Што речеме, Лука има борба за 2 месеци и него вечер многу му менја што ќе се работи. А тој што кажеш ти случаен минуваш, него не му менја. Дали вечер ќе се работи фронт хедлок излегувања или зафати на нозе, на Лука му менја. Он се спрема за таа борба, а тој што е случаен минуваш му е сеедно. И ти го ќе изградиш од 50 луѓе 10 души борци што носат резултати и медали, многу е полесно останатите да ги следат нив као пример и да идат кон нив. Као што јас сум ги следал на времето. Ја кога сум почнал имало луѓе што освојувале, многу јас сум ги следал нив. Денес они тренери у други клубови. Скоро посебно. Ама јас сум ги следал нив на ист начин. Затоа ти као тренер мора да создадеш таква средина. Ако ти создадеш група на рекреативци само, што кажеш ти случајни минувачи, тука имаш само момент на трансакција. Луѓе плаќа вежба, си иде и толку. И нема кејф у тоа. Нема резултат, нема кејф, нема... Барем за мене. Тоа е некој баланс, затоа што... Знаеш, не е ова продавница, дојдов ја, ти давав 50 денари, купи флеп и јас сум управо као купувач. Овде е малце друго. И ако создадеш ти средина само на рекреативци и случајни минувачи, ти имаш само обрт на членови цело време. Знаеш, и нема кејф у тоа. Да, членството е пак 50 луѓе, ама имаш обрт. Тие сида, доаѓаат други, тие сида, доаѓаат други. Ајде да направиме црн појас, уште 5 црни појаси од 0 до старт за 8 години. Знаеш, лесно е ти да држиш група, ама треба ги задржиш луѓето. А колку е интересно што го спомна ова, некоја типична патека до стигање на црн појас денес? Кога се 5, 6, 7, 8 години, као... Знам дека тешко е да кажеш точно. Сега ги кажам. Не знам зошто, како правило постои, 10 години треба ти да вежбаш за црн појас. И општо е земено као вежбаш 10 години ти си црн појас. Просек е така. Значи 10 години црн. Знам дека е долг процес, значи знам дека е многу долг 10 процес. години. Сега ја сум мислел многу на ова и викам зошто не се стремиме да го брзаме процесот на учење и ефективност да земеме црни за 6. И се бори некој за 6 години црни да тепа. Зашто 10 години напредат? Знаеш? Патот е тој. Што значи, пошто црн појас... Добро, можеш да бидеш ти црн појас 10 години со 3 пати неделно, со паузи, едноставно си одел 10 години и некој ти даде црн. И некој вежба 4 години доаѓа на тренинг да тепа. Точно тоа сака да прашам. Значи, што означува за тебе црн појас? Значи црн појас во светот, да кажеме, нормалниот луѓе што не се бавиме со тоа, означува статус. За мене, на пример, кога те гледам дека ти си црн појас, значи ти за мене врвот во BJJ, да кажеме. Види се, зависи како гледаш на тоа и не може да се постави конкретен критериум. Еве сега Ивица
тренерот е црн. Ама он колку години има? 50. И сега не можеш да ги бараш истите критериуми од него на 50 да се бори и да биде ефективен као нас на 25. Ме разбираш? А и он е црн и јас сум црн. Некој на 18 уште подобри способности може да има. И тука е многу тешко да се постави конкретен критериум што е црн појас. Ти имаш црни појаси у ММА што не би можеле да припарат на BJJ турнири, а се црни. И обратно. Црни појаси на BJJ турнири што не може да се најдат у ММА. Значи па доаѓаме до на специјализација. Кој го дава црниот појас? Јас знам дека има некоја традиција, на пример во клубот кај вас јам гледано дека кога некој ќе добие појас било каков, па и црн претпоставувам дека тоа се нели две колони на луѓе се редат и секој со појасот нели по грб треба да добие. Да. Види, црн појас ти го дава инструкторот што си као под него. Ние сме по линија од Роберт Нумовски, тој е прв македонец во светот, црн појас од Австралија. И тоа иде линеарно надоле. Пример, од, не знам, ајде, почнеме од стартот на BJJ, Хелио Грейси, Хиксон Грейси, Џорџ Перера, Пауло, Џорџ, Ивица, ја. Некоја линијата е таа. Е сад црн појас, у принцип, даваат само црни појаси. Што се она, професори со данови. Да, интересно што спомна историјава. Ја од таа мала историја, од мало познање што го имам, самите корени на BJJ-то се уствари, многу луѓе мислат дека се во Бразил, тие се уствари во Јапонија, до неја што го знам. Да. И дека од Јапонија доаѓа во форма на џудо во Бразил и тука почнува да се развива модифицирана, да кажеме, верзија на џудото, нели, што викаш ти, влечење, тегнење, блиска борба и така натаму, и во она што го имаме денес. Многу техники што се после тоа као измислени во BJJ, не се измислени во BJJ, туку веќе постоеле во Јапонија. Со тоа што во Јапонија порано во џудо многу се работело и партер доле, ама после е забранет. Као се фокусира борбата у стендап, ама тие техники веќе постоеле. Значи не е ништо измислено, веќе било тоа. Да, затоа што, знаеш сега денес веќе спортот еволуира многу. Што во техника, што во методологија се меша веќе со други спортови, веќе иде многу мешање на борење со BJJ. Тоа е као сега најнов стил тренд. Тоа е, мислиш на овие дагестанци сега што го практикуваат. Да, пошто BJJ како спорт од старт има 3 мани, може да кажеме, као спорт. 3 мани кај што е многу слаб као вештина. У старт биле leg locks, односно зафати на нозе, што денес е елиминирано, значи денес е до толку совршено што страшни leg lockери постојат. Втората мана се takedowни, тоа е денес проблемот, што е многу врзан со начинот на тренирање, не се сваќа тоа сериозно. И третата мана е станување од партер и задржување противник доле. Пошто у BJJ е општо прифатено као кој падне доле, тој мора да остане доле. И као игра гард. Ма не мора да значи. Спортот еволуира. Она што конкретно од Дагестан е, ја не знам таа вештина, не сум уопште запознат што изучува, знам дека е некоја форма на борење, тоа е некоја си самбо. Да. Они што го изучуваат, тоа им е како некоја база, мислам дека од тука тргаат и после тоа учат BJJ, учат стендап, али тоа види, они се успешни ради културолошката поврзаност што имаат со боречките вештини. У Македонија просечен лик нема додирна точка со боречки вештини цел живот. Они имаат систем уште од мали нозе. Што прават? Од мали деца од 5-6 години ги внесуваат во борење. Од борење во самбо, од самбо во комбат самбо, каде што има удари, и после влагат у ММА. Значи он веќе до 18 години може да има 300 меча, кратено килажа, спремано за турнири, кампови, а ти си почнал на 16. И почнуваш без никакво познавање. И почнуваш не од нула, од минус некој почнува. И сега ти ги се мериш, као. Не можеш да научиш нешто за
година дена што некој го прави од мали нозе. Па да, и кога го учиш она што викаш, кога културата на живењето во одреден регион е таква, го има тој fighting spirit што се вика, е многу полесно, не полесно, ти немаш избор, ти мораш да попремиш дел од таа култура, тоа станува дел од тебе. За разлика од култура кај што нели нема врска со борење. Па кај нас ако е културата, не знам, фудбал и баскет, на улица таму се борат као деца. И него му генот. Тоа. Културолошки се тесно врзани со тоа. Да, не, кој ќе Како го видиш. Тајланд, например, земи, почне од Тајланд, што се поврзани со тајландскиот бокс. Они од деца, тоа се подразбира дека дете мора да знае да мова таму. Тоа е страшен спорт. Ја не знам како тоа не достигна некоја, како се вика, голема популарност или внимание да добие у однос на сите други вештини. Мислам дека тај бокс што е, тоа е страшен спортен и изгледа крваво и е крвав и е болен како спорт, ги има сите елементи. Значи, ја задоволува жетта, да кажеме, за крв, за месо, за удар кај луѓето, кај све на што сакаат да гледаат денеска, а никогаш не ја достигна таа популарност. Мене тоа не ме јасно. Па мислам дека тој спорт го чуваат поише за себе таму како дел од нивната култура и не е многу рекламиран и да биде ни светот сакао да го шират они. Што за разлика од BJJ, целта била се расширени, цел свет и е расширен. Тај боксот, ја не знам, ајде. Нема просечни клубови по тајландски бокс кај нас. Да, може да има, ама тоа многу се разликува таму. Тоа е дел од нивната култура. Дури во Тајланд си приметил дека нема ММА турнири и организации. Па и не сум приметил, искрено да ти кажам. Па ете побарај. Виж дека нема. Кампови, тренери, ММА, да. Као Тајланд има многу. Да, голем дел на борци да се спремаат таму. Да, ама таму дека има борби и организации турнири, не. Мислиш дека на некој начин се коси со Не, нивната тоа си го култура? чуваат спортот за нивната култура. Ако влезе UFC, ММА и целиот тој маркетинг и трешто околу Тајланд, они не го сакаат. Си Интересно. го чуваат за себе. Еве One земја како организација што се фокусира на истокот, таа прави борби, ама каде прави? Индонезија, Јапонија. Целиот сегде прават, исто Тајланд не прават. Интересна работа. Покривме многу работи и ти си човек кој што ја гледам дека ти си баш специјалист, значи толку длабоко имаш навлезено во светот на боречките вештини и мислам дека И уште се навлага. да, Никад нема стол. и не гледам дека во некое блиско време планираш да застанеш, туку напротив тоа ќе се развива и ќе се развива. И можеме да тераме, мислам дека до бескрај вака. Али ајде малце да одвоиме некое време. Ја ме те прашал како некој кој што толку длабоко ги познава вештините, како ти помагаат или како, да кажеме, се рефлектираат врз животот надвор од салата. Еве да кажеме ти си планинар. Значи сакаш да планинариш, одиш, освојуваш врови, мотор возиш, Види, тие работи ми се споредни, као хоби за кеф, не може Значи, да се насочам. Ти на пример качуваш врв 3000 метри и тоа ти Сега да кажам како се пренело тоа у планинарството и тоа кога го видов и не ми се свијаше баш. Зашто кога качувавме врвови, као да ги качував спортски некако, знаеш. За колку време ќе го качам. Па добро, да, тоа е еден Што од повеќе начините. врва да се качаат, знаеш, ама не е поентата од тоа. Планинарството не е ти да се такмичиш сега колку врва ќе качам и за колку време. Мислам дека негативно ми се пренело на тоа. Поише, ама од после почнав да уживам повеќе. Ја најде убавината, научи да, Да. пошто ја го имав исто, значи она ја што го правев е малку поекстремна верзија од тоа, мислам дека е трчање планински маратони, што Ете, и тоа е на некој начин надпревар со себе. да, значи и кој го занемаруваш амбиентот, не ја доживуваш планината, да кажеме, како што Да. е наменета да се доживее, нели? Таа нека слобода што ја барат луѓето, Види, тој некој филтер. Па ќе се вратиме на моветот. Гледаш у една планина различен тип на луѓе идат на различен начин, како што идат у сала. Некој иде да се трка на врв колку брзо ќе се качи, некој иде да ужива.
Некој иде кампинг. Не Па може да се најверојатно, да, тоа е мудроста што можеш да префрлиш, претпоставувам. Да. Намерата со која што тргаш да правиш нешто се пренесува на повеќе области, не мора да е само боречки вештини, иако таму некако најпластично се гледа, разликата одма се гледа. А сега од други аспекти што ви се пренеле боречки во мене конкретно самодоверба, мислам дека многу се пренесува. Самодоверба и дисциплина. Колку да кажеме несомнено дека помагаат. И несомнено е дека ќе ги развиеш до одреден степен, али колку тоа ти помага да кажеме да го препознаеш како квалитет и да го бараш како квалитет кај други луѓе. Колку ти е битно да си обкружен со луѓе со кои што имаат дисциплина денеска и имаат самодоверба. Види, јас сум пораснат у сала цел живот. Значи цел живот сум под ментори, под тренери. Иако сум бил многу сали, највеќе во оваа сега. И сакал некако јас сум обкружен со такви луѓе, знаеш, слушаш такви муавети, за тренинг се збори, за храна се збори, за спремање се збори, знаеш. И ти подсвесно стануваш таков. Знаеш. Сега кој е поекстремен, ќе биде подобар. А не види, значи излегуваш од салата. И си, да кажеме, со другари. И тука се прават активности, ме разбираш? И сега види, проблем. Не е тоа проблем, тоа што го зборевме преска е оф мет тренинг. Оф мет тренинг, знаеш, не е проблем, него често пати се наоѓаш ситуација као седиш со луѓе, што врска немаат од боречки спортови, као прават муавет, а ти у глава не знам, викаш триаголници правиш. Дали е боле дабл лег да влезам на колена или не, и кој се предности мани. Да. Знаеш, ама треба некад рестарт, не знам, на мозокот. Не, ви, мене моторите се дефинитивно еден добар начин за рестарт правење. Мене ме зачуди само изборот на мотор. Обично тие што се да си иде тоа со според спортот, не знам. Па види, според спортот, не знам дали со боречки вештини дали иде, али она што иде со планина, е да кажеме ние повеќе адвенчар со куфери со овакво. Значи спортски мотор, нели Honda, мислам дека беше нешто тако. CBR6. Не ми е со планината споево мене лично, значи ама тебе сигурно ти прави многу кеф. Види, сега ги ти кажам приказка за тоа. Пази, ја не сум навлезен у мотори, што зборевме преска, мора си насочен конкретно. А ако навлезам у мотори као што навлагаат луѓе, ќе пропадне друго. Знаеш, сега мене не ме интересира толку у која кривина, под која агол ќе влезеш, со која брзина, ме разбираш. Ако почнам се замарам со тоа, ќе пропадне друго. Али тоа ни беше некоја као желба со Александар, која работевме у перална на времето. Перевме коли и са, нели, тешко, досадно, жешко и секој сабалеше ќе вре огласи вртиме. Без везе, знаеш, нямаме ни пари, ни ништо, огласи и јавувај се. Па приказки, ќе ги чуваме тука. Ќе крием у гаража, не кажуваме дома. Тоа се класика муавети. Да, ма далеко си ти од тоа. Па ќе доат некој ги знаеш од другари со мотори у перална, ајде да го испереме, па ти гледаш, знаеш, и остана така као. И после години он зема прв. И по него и ја. И сега на семафор еднаш застануваме двајцата и ни текна као и, знаеш, памтиш тогаш, као гледавме огласи. Кога ги перевме моториве, кога ги перевме на другите моториве, знаеш, сега и ти као возиме и онака као кеф. Тоа е прилично напорно, тоа изгледа атрактивно, мислам дека напорно. Тој мотор, ама ја пробав неколку пати, тоа е стварно напорно, значи и не можеш да го возиш тоа многу вече, значи колку е најдолго? Нема самата положба. До каде најдалеко си стигнал со мотор? Види, возиме ние најчесто за викенд низ тука Македонија, на Велес, Штип, така нешто. Кратко. А и тоа ми е напорно. Напорно е, напорно е. Позицијата е друго е Ивиса што ги возат тие чопери полека, седиш, уживаш. Тоа е веќе да уживаш. Тоа си гледаш филм. Ама да. Знаеш, ама не знам, ја не сме влезени уште у тоа. Знаеш, ние повеќе сме спонтано, кај ајде возиме, ајде. Они се посериозни со формации, со вежби, со што не знам, немам време у тоа да. Добро, тоа е веќе цела наука. Тоа е веќе цел правец за мотори што не знам, не сум навлезен у тоа.
Ти си Поише возиме за кеф, онака, за себе. Кратко. ти си фокусиран, ти си длабоко фокусиран на тоа што го правиш, многу ми е мило што е тоа така. Ја кога би имал дете, ја би ти оддал искрено да ти кажам. Затоа што сакам да многу ми е битно да луѓето што пренесуваат знаење стварно сакаат и самото пренесување на знаењето не е доволно да знаеш, што самото пренесување на знаењето е вештина. И мислам дека ти си еден од ретките што стварно имаат таа вештина што знаат и сакаат да го пренесат знаењето. Дури и по штета на не е тоа штета, али против да кажеме одредени трендови. Ако на некој не му се свија да му се повиши тон, да кажеме, а тоа е за негово добро, ти ќе го направиш тоа. Ако нешто не му се свија да го слушне во моментов за него, дали е физички изглед, дали е одредено однесување, ти сепак ќе му укажеш тоа и под ризик да ти се налути тебе, да кажеме, или да си да си отиде. И мислам дека многу маца луѓе имаме денеска, така и посакам да остане. Види сега ја не одам до тој степен као са режим некој правам ја на тренинг да биде она мирно, не, баш е лабо, баш е она опуштена атмосфера, ама да не забега до степен на несериозно, знаеш. Значи кој ќе се објаснува на техника да се биде тука, да не се фокусира у песни, у сати, на телефон него си. Тоа вади од такта. Целта е, предпоставувам, она што викаш ти, ја не сум имал ниту една тепачка во животот, а цел живот се бавам со борешки спортови. И целта е најверојатно да се задржат луѓето во салите, а да се спречат тие улични пресметки, тепачки пресметувања, посебно во помали средини кај што е тоа поактуелно и начинот на кој што ти ги пренесуваш твоите знаења, претпоставувам водат повеќе кон тоа. Да, пошто работиме со деца доста, поготово таа возраст негде 13, 14, 15 години, 16 и тука се тие критични малци, знаеш. Сега сакаат секој да се пронајдат они у свој правец, да се докажат. Мене ме запрепасти, не знам кога го сакаш, спомни го ако не. И ме потсети на едно време кај што луѓе се договараат, значи децата се договараат да се тепаат. И има и тоа. Има и тоа денес. Зимаат ракавици, се чекаат на игралишта. Мислам, мене ми е тоа скроз, толку ми е далечно, а и не знам дали уопште се случувало на таков начин. Значи тоа било као спонтано настан, да, ама да се договараме да идеме да се тепаме, тоа мислам дека е она веќе next level. Мислам дека се малце понапред. Има и лични причини такви знам од ден денес. Мода на крај појде со ракавици договорено него да се чекаат негде со ножеви, со не знам. Мада ја сега го зборам тоа у сала, што помалце да избегаваат такви ситуации и ако се во такво друштво на проблеми тепачки да се тргаат од тоа. Знаеш, пошто нека ти да не си крив, ќе заврши станица со нив. Имавме многу случаи такви и некои деца ги извадивме на добар пат. Пошто ја викам, слушај, пошто утре ако направиш проблем, ти едно дете ако истепаш, што е моведот после? Знам кај тренираш ти, знам кој те тренира. Знаеш, индиректно јас сум крив. И имало кај нас у сала и суспензии. Тепачка дознаваме, нема да тренира месец дена. Ќе доаѓаш и гледаш, нема да тренираш. Па сега ти види. Не гледам друг начин. Моментално атмосферата што у сала мислам дека е топ, дека нема деца што се проблематични. Доаѓале проблематични, ама се конвертира. Кога се конвертира одма, знаеш, кога ќе изеде ќутек у сала, кога ќе го легнат од маунт, се смирува одма. Или се отпишуваат у старт. Знаеш, не може да го издржа тоа. Тоа е мислам дека главниот бенефит ако за нешто стварно мислам дека би го пратил секој во таков клуб, тоа е тоа. Значи учење на понизност и учење на гледање на реалност. Да, зашто најчесто, знаеш, и тепачки на улица секад се повеќе деца на еден или некој појак на посла, ретко кога предизвика некој посла појак од него, знаеш. Сад тие што прават проблеми кои ќе доаат у сала као сака да научи за да биде уште подобар у тоа. Кој ќе го фати некој дете што е на слабо, а добро технички, он не може да издржи, знаеш. Или ќе остане да учи
и да се насочи ова или ќе се отпише. Ама и ствара имидж се ствара. Например, ево Не, ја отворено им зборам некад, Не. као што си дошол со менјушаве, знаеш, што личи тоа тетоважа си стал на врат 16 години. Знаеш, она отворено им зборам. Знаеш, ланец мислел. Вади ланецот одма и ти го земам. скините Rolex. Да. Им помага, мислам, мене твојот пример ми е совршен, например. Ниту една тепачка толку време во боречки вештини и проборби и така натаму. Значи, луѓето веќе препознаваат кај тебе и веќе знаат дека нема играње, едноставно, ме разбираш. И едноставно те заобиколува. Значи, не бара... А сега дали ради ушиве, одма се гледа, дали... Тоа ушиве не ти биле секогаш вакви, така на почеток. Да, ма имаш кај нас у клуб пример некои дечки што се онака изгледаат наивно, а може да заврши проблем некој со него. Тие се најопасни, мислам дека. Кај што немаш предупредување, кај што физичкиот изглед не ти кажува ништо. И излегуваш од град денеска и имаш некоја пијачка плюс и налетуваш на некој таков човек. Види, затоа тука мислам дека и BJJ као вештина е доста добра за на улица, зашто остава простор на одлука. Пример, аде сега ќе земам бокс. Ти налетува човек и ти како ќе го совладаш него? Ако сум боксер? Да, Со бокс? со бокс, значи го нокаутираш и тука може да следат скршени носеви, вилици, да мамне со главу тротоар, има и такви дешавки. Додека овде се неутрализираат тие луѓе со тоа што го носиш доле у партер. Сега тука имаш простор на одлука, ти можеш да одлучиш дали ќе го убиеш доле. Буквално што едниот крај на спектрумот со лакти, значи да го повредиш до тој степен, или едноставно ќе го контролираш, ќе го држиш до него собере некој друг, не знам, полиција. Знаеш, и мислам дека тука е добра таа вештина, тука има доста предност, што остава простор за одлука. Колку ти можеш да го оштетиш некој да го неутрализираш. Да, интересно. И не случајно се зима партерот доле земјата како подлога каде што се носи борбата. Зашо е тоа? Што мислиш? Зашто не му правиме зафат горе? Ајкидо. Па некако најреално, најверојатно борбите на улица завршуваат доле сите. Не, еве, зашто би ја однел ја доле? Борбата. Вака од прва не можам да ти кажа. Не, еве, зашто не одлучам пример да се мавам со тебе горе, зашто би однел доле? Па најверојатно да примениш техника. Не знам, Може помогни и ми. горе да се примени техника. Ќе мора да ми помогнеш. Горе, кога стоиме двајцата, телото може да генерира максимална експлозивност и е најдинамично. Пример. Фрлање копија, да земи го. Добро. Како најексплозивен спорт. Имаш спринт, имаш фрлање, имаш све. Стај го тој човек на колена или легни го, колку ќе го фрли? Ти сакаш да ми кажеш дека ја носиш борбата доле од милост за да не ме Не, повредиш? туку кога ќе однесеш борбата доле, ги елиминираш сите елементи на противникот, како што се, пример, експлозивност, снага. Јасно. Кога е у партер доле, не може да биде експлозивен и да те удри, колку што може горе. И доле, работите можат многу помалку да тргнат на погрешна страна. Горе да се размавтаат двајца, може да примиш. Сакал не гел. Додека доле, друго. Доле не може да те удри толку силно. И што е... Не е случајно земена земјата подлогата како терен за борба. Колку и ти да си горе јак и експлозивен и поголем, кога ќе паднеш доле, тие работи ги снемува. Тоа е нешто... Поготово ако те заглават у некои доминантни позиции од маунт или бек или Тоа е нешто што некој као тебе би го знаел. Некој као мене не, например, да, уопште и не плюс размислувам. доле, како што рековме, имаш простор на одлука. Значи можам ја саат време да те држам доле. Горе како ќе те држам саат време? Ќе те гужнам, што? Да, знаеш како, ја го чекам моментот каде што ќе видам дека ќе го видам тоа дека се практикува во реален живот, ме разбираш. До ден денес, значи сите тие такви
као се вика групни тепачки борби и така натаму, сите биле горе, што викаш ти, значи сите се со full force, значи Да, само што практикувани. мора да се биде многу внимателен сега со овој начин на борба, доколку се повеќе луѓе. Тогаш не би требало да ја земаш земјата како терен. Тогаш небото Да, пошто треба. ти си лимитиран исто, не можеш да се движиш. Да, тоа милиарда варијанти. Ама тоа се веќе, знаеш, стрит фајт елементи што не навлагам толку у нив, туку се покрива дел со самите овие тренинзи. Мислам дека покривме доволно за денеска. Да, мислам дека уште е многу што да се збори, ама Има уште сам дека е многу доволно. и ќе има следен пат сигурно. Ова беше да кажеме некој вовет. Во се она што го правиш, мене беше мило. Фала што исто и на одлучи да тебе за дојдеш покана. да го споделиш, па се гледаме нареден пат. Фала.